Најубавата и најпозната улица во Битола е Широксокак. Со строги и прецизни архитектонски линии и норми, позајмени од медитеранското, но и од западноевропското искуство, Широксокак е потврда дека Битола од секогаш била во комуникација со светот. Во минатото оваа улица носела различни имиња: Хамидие, Крал Петар, Цар Борис III, Маршал Тито. Широксокак е една од најстарите градски улици. Нејзините контури се среќаваат уште во првата половина на 15-тиот век. Ослободена од моторниот метеж, денес како пешачка зона го сече градскиот парк и се протега до падините на Тумбекафе. Широксокак ги има одликите на современите главни улици на светските метрополи. Тоа значи дека од секогаш била економски, политички, просветен и културен центар. На оваа улица биле концентрирани голем број банки, ексклузивни продавници, хотели, домовите на побогатите битолчани, конзуларните представништва. Битола е конзулски град. Поради големото воено-стратешко значење што го имала Битола во 19-тиот век, големите европски држави отворале своји конзулати во неа. Така, во Битола дејствувале конзулатите на Австрија, на Велика Британија, на Франција, на Русија, на Италија. Подоцна, своји конзулати отвориле и балканските земји – Грција, Србија, Романија, Бугарија. Присуството на странските конзуларни представништва во Битола значело присуство на Европа во Битола. Влијанието на Европа било видливо во модата, музиката, архитектурата и пошироко во културата, односно во целиот општествен живот. Почетоците на филмската уметност во Македонија се поврзани со браќата Милтон и Јанаки Манаки, кои твореле во Битола во првата половина на 20-тиот век. Браќата во Битола имале свое кино и фотографско студио и ги документирале настаните во градот и околината. Во 1905 година ја донеле првата филмска камера на Балканот и така стануваат пионери на филмската уметност на овие простори. Со камерата снимале различни пригоди, угледни луѓе, свадби, народни обичаи. Милтон Манаки го снимил документарецот Предилки, а ја овековечил и својата баба Деспина, која тогаш имала 114 години. Во чест на браќата Манаки, од 1979 година, во септември секоја година, во Домот на културата во Битола се одржува меѓународниот фестивал на филмската камера Браќа Манаки. Главната награда на овој фестивал е Златна камера 300, што ја символизира камерата
што браќата за прв пат ја донеле во Битола. Еден од најважните символи на Битола е саат кулата. Се наоѓа во срцето на градот, во градскиот горен парк, на просторот помеѓу црквата Свети Димитрија и Јени џамија и веројатно датира од 17-тиот век. Помалку познат куриозитет за градењето на оваа кула е што наместо малтер биле искористени 60.000 јајца собрани по битолските села за ѕидовите на кулата да бидат поцврсти и потрајни. Саат кулата за битолчани е зборно место. Ако се договарате со некој да одите на кафе, ќе се најдите или кај Сато или кај Епинал, така што саат кулата е точка за ориентација и за битолчани и за гостите што го посетуваат градот. Битола е позната и како градот на кабадаите. Кабадајус ест. Човек на човека е кабадаја. Кабадајата потекнува од видот Кабадајус hominus notus. Тоа е врста на човек кој што се развива неколку милиони години после Homo sapiensот. Како посебен вид, кабадаите имаат своја собствена култура и обичаи. Антрополошки е важно дека со текот на времето, од начинот на нивното одење, крлицата и рамењата добиваат проширен облик. Битола е позната и како градот на клавирите. Се вели дека секоја втора куќа во Битола има клавир, што оди во прилог на фактот дека Битола е најопеан град на Балканот. Исклучително богатиот фонд со повеќе од 200 народни песни за Битола представува поетска хроника што сведочи за урбаниот пулс на Битола. Колоритот и успешно илустрираниот секојдневен градски живот внесуваат посебна нежност, која повеќето од тие песни ги прави вистински евергрини. Народниот творец најчесто е инспириран од природните убавини на градот, како и од смислата на битолчани за модерен и културен живот. Поетските мотиви се поврзани со чаршијата, со кафепиењето, со кабадајлукот, со градската традиција, со убавината и со впечатливоста на битолските манири.
прошетам.